Молекуларната храна во денешно време се користи од многу научници во лаборатории на еден специфичен начин овозможува да се приготвува храната и да се искористат нејзините придобивки. Денес за неа зборуваме заедно со нашата инспирација Јана Клопчевска. Добро вечер на сите. Денес се наоѓаме или моментално на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, како дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Инаку ова е лабораторијата за прехранбена и биотехнологија, која што е дел од Институтот за органска технологија на факултетот, каде што заедно со студентите изработуваме молекуларната храна. А нашата посета тука не е случајна. Дојдени во потрага по одговори за приказната на храната која веќе навлегува длабоко во светот на гастрономијата, а нејзината подготовка зависи само од фантазијата на човекот. Храна која ги спојува физиката и хемијата, гастрономијата и можностите. Во Македонија да речам дека во допир со молекуларната храна никаде од 2016 година се почетоците и така почнавме да се запознаваме, така почнавме да изработуваме. Инаку, пред самите почетоци на нашата платформа, морам да напоменам Le Scientist, така сме на Инстаграм, заедно со студентите ја работиме, ние веќе изработувавме одреден дел од молекуларната храна, односно техниките на овој факултет, на катедрата за прехранбена и биотехнологија. И многу е интересно за понатака луѓето се запознаени што всушност се работи на Технолошко-металуршкиот факултет. Факултетот е доста хетероген, меѓутоа прехранбена и биотехнологија е еден интересен сегмент во која што се изработува храната. Почетоците на храната се во Европа и во светот, да речам 980 некаде, 82 некаде веќе започнати, со тоа што претежно се изработува во склоп на ресторани, значи како ресторанска молекуларна храна или со закажување, дали се знае или не се знае ресторанот. Целиот принцип на молекуларната храна треба да биде поинаков од другите, односно сервирањето, начинот на презентирање на храната, начинот на изработка, формата. Све што гледате, пред да објаснам што е, све што гледате во природна форма, што е течно или да речеме има некаква вискозност, може да ја смени својата состојба, односно течно да биде цврсто и обратно со помош на одредени биополимери, со кои што ние во оваа лабораторија работиме и изработуваме храната. Официјалното представување на оваа храна во нашата земја се случило на Скопје Design Week, затоа што всушност луѓето кои истата ја изработуваат се дизајнери на храна. Вештината на готвењето во овој 21 век во светот ги донесе овие нови техники во подготвување и нетипични состојки кои побрзо ќе ги затекнете во лабораторија отколку во кујната. Да расчистиме. Тие се од органско потекло и не станува збор за синтетички создадени состојки. Спојот на физиката и хемијата во готвењето со цел да се трансформира текстурата и вкусот на храната се нарекува молекуларна гастрономија. Одредени шефови морам да пофалам дека веќе почнаа да се занимаваат и веќе почнаа да изработуваат молекуларна храна, меѓутоа аспект повторно ќе кажам на ресторанско служење на храната. Ние правиме шоу и кетеринг. Правиме претворба на супстанците, значи изгледаме буквално како да речам едно шоу на евенти, што е многу интересно за публиката. Традиционалната обработка и презентација на храната вака се претвора во ново искуство и поинакво доживување на чинијата со вкусни орнаменти од храна. А колку ние сме подготвени за нови искуства? Почетоците беа многу интересни со тоа што кога се појавивме, буквално имаше доста, да речам, ајде беа леле каква е храната се јадели, дали е ова истиот вкус, значи тоа е истиот вкус, истото што го конзумира, значи популацијата, меѓутоа формата на храната е да речам смената. И многу интересна. Значи може буквално ако ме праша некој што е молекуларна храна, тоа може да биде се. Меѓутоа таа е, сепак морам да кажам за популацијата да ме разбере многу добро, таа е нискокалорична. Само неколку години и требаа на Јана и низините студенти, верувајќи во својата приказна, да ја донесат изработката на оваа храна кај нас, до тоа ниво да можеме да следиме чекор со нашите соседи. Јас секогаш се трудам да студентите добијат надокната за нивната работа, бидејќи така на некој начин ќе покажеме дека се вредни и ќе ги задржиме во Македонија. Проблемот што го имаме на одлив на кадар, да речам, млад кадар, на некој начин сакав да го задржам преку платформата. Тоа беше целата идеја. Стигнавме до едно ниво да во 2018 година, некаде декември,
Јас ја презентирам платформата на Хорека Флендерс. Тоа е најголемиот сајм за храна во тој дел од Белгија, каде што се снимаше и видео. Нашата храна беше послужена во вендинг машини, че доста иновативно. Машините беа од Македонија исто, така да една целина затворивме и се презентиравме интернационално. Дека можеме да покажеме иновативност како нација и да ги следиме трендовите со светот, можат како пример да послужат овие млади и успешни луѓе кои ја заслужуваат целата наша поддршка.